Ако во моје време, например, имало 5 кина најмалку во центар и можеби исто толку вакви казина и уште некои кладилници, сега со односот целосно промена, драстично. Сега ги имаме нели повеќе од 60 објекти вакви за облажување за игри на среќа, а немаме веќе ни едно кино. И значи не е само проблемот бројката на едниве, туку е огромен проблемот недостатокот на другите. Нас не интересираше и поширокиот контекст на работите, не само колку ги има овие објекти, кои дефинитивно ги, значи концентрацијата е огромна. Во смисла колку јавни спортски терени има на кои граѓаните и децата, младите, нели не треба да плаќаат за да играат, и заклучокот ни беше дека останати се уште многу малку. Поради истражувањето, поголем дел од нив изјавиле дека тоа го правеле во живо, значи физички, а не онлайн, што значи дека влегуваат во некои вакви објекти. Најверојатно не е толку строга контролата секаде. Претпоставувам дека негде е, ама негде не е очигледно. Што и за очекување со оглед на тоа дека институциите не знам како би постигнале да контролираат толку голем број само во една општина, сметајте дека во другите општини можеби бројката е и поголема. Значи можеби концентрациите се и полоши отколку во центар. Се движимо прилично една лоша насока, во смисла на тоа што им се дава како можност на младите за да го поминуваат времето кога не се нели во училиште и опциите им се сведуваат прилично на ова. И од тука не треба ни да се зачудувачки толку тие податоци на Институтот за јавно здравје. Естествено се сериозно веќе занемарени сите оние можни активности и услуги кои треба да ги даваат јавните институции, како например општините, градовите и така натаму, за помладата популација, а се е очигледно свртано кон битката и трката за профит. Компаниите кои приредуваат и се рекламираат на сите страни, јавни личности, познати во некои делови, може да наречеме и херои на јавноста, спортисти и други, ги промовираат овие работи и тоа е се во еден склоп на нормализирање на овие активности. Што мислам дека е еден дел од проблемот, другиот голем дел од проблемот е што се повеќе има недостаток на други алтернативи, нешто што било нормално од аспект на култура и спорт, бесплатно за младите и тука доаѓаме до тој севкупен проблем.